Македонската фудбалска репрезентација ги заврши квалификациите за престојното светско првенство во фудбал. Ги завршивме можеби неславно со резултат 7:1 во Кардиф против селекцијата на Велс и се уште неистуширани, што се вели, фудбалерите во соблекувалната збесна социјалните мрежи дрва и камења по селекторот Милевски, а се уште останува на масата да стои фактот дека играме бараш, дека светското првенство и пласманот наш на него останува отворен. Токму така, мондијалскиот сон на секој македонец не е завршен. Дебаклот против Велс во Кардиф е една непријатна епизода која можеби доправа треба да се анализира и да се побараат причините за тоа. Но во оваа прилика би требало и би морало да кажам да има во Фудбалската федерација на Македонија структури, да има личности, да има луѓе предводени од претседателот Маслар Омараги, вклучувајќи го и него, кои ќе седнат на маса со ладна глава и ќе ја изнесат на ачик, што се вели, шансата дека пласманот на светското фудбалско првенство 2026 година се уште е пред нас. Така е, јас искрено верувам дека ќе се изнајде начин и дека ќе се изнајде сила да се биде со ладна глава. Сега кога велиме со ладна глава, веднаш да го изнесеме и нашиот став. Ова не значи дека треба да имаме ладна глава и дека под тоа подразбираме селекторот Благоја Милевски, на кој веќе му заврши мандатот селектор, зборуваме на хартија, дека треба да остане. Значи да бидеме од почеток јасни. Нашиот став е дека Боби Милевски ја заврши својата улога каква и да беше во оваа и да се надоврзам на тебе, значи не зборуваме за некое критикување, не де Боже за некое плукање, не де Боже за некое играње стап кога е во прашање селекторот Благоја Милевски, ниту пак со некоја доза, не де Боже на иронија, сакаме да ги оцениме сите овие резултати кои беа постигнати. Зборуваме за дефакто на ситуација кога македонскиот фудбал е исправен пред предизвикот да го одигра тој бараш надпревар. Противниците веќе потенцијални се знаат, да не се занимаваме со тоа. Можеби и два баража, да. Идејата е, мотивот е да се изнајде решение за еден нов човек, да се изнајде решение можеби за повеќе луѓе. Воопшто не е туѓа идејата за формирање на селекторска комисија, да се најдат луѓе дали во структурата на самата федерација, каде што имаме многу познати фудбалски имења кои го разбираат фудбалот. Не мора да биле врвни тренери или да се занимавале со тренерската позиција. Меѓутоа, многу е поважно во овој момент да се тргне на страна, еве и ние како продукција СКОК се обидуваме да го тргнеме на страна критичкиот тон за тој фамозен управен одбор кој мислам дека носи многу лошо на фудбалскиот спорт во Македонија. Со тоа ќе се занимаваме после 31 март, да го отвориме тоа прашање, таа Пандорина кутија за дефинитивна промена по доаѓањето на актуелниот претседател, но сега не е момент. Сега е момент да најдеме некое решение за таа селекторска позиција, дали селекторска комисија, дали повеќе луѓе вклучени во стручниот штаб. Мислам дека белите коси во фудбал, во македонскиот фудбал треба да бидат ангажирани. Ајде за оваа тема и малку поопширно околу неа после джинглот. Македонскиот народ бара светско првенство. За тоа е потребен итен рестарт на селекторската функција. Тоа е нешто што како став ние како продукција СКОК сигурно го знаеме. Како да го сториме тоа? Мислам дека е работата многу комплицирана, меѓутоа решението не мора да се бара преку компликуван пат, бидејќи евидентно е дека општо прифатеноста на актуелниот селектор Благоја Милевски, на кого договорот официјално му истекува на 30 ноември, нели, за 10 на дена, што се вери папиролошки, веќе нема никаква
општа подршка, прифатеност и така натаму. А од друга страна, шансата, реков, за баражот стои пред нас. Значи, ирелевантно, иако можеби ние како политички скок ги бараме тие промени, сега да се занимаваме со тоа. Сега треба да излеземе со можеби конкретен предлог, конкретни имиња, конкретна идеја како да се сочува ова потенцијална шанса за пласма на светското првенство и како да продолжиме понатаму. Еве, веќе кога зборуваме за конкретни имиња, на широко се пишува и се слуша и се споменува името на актуелниот тренер на Вардар Гоце Седловски. Мислам дека тоа не е добра идеја, од многу причини кои сега не би сакал да ги елаборирам, да ти сум сигурен дека ќе се стекне погрешен впечаток. Меѓутоа, можноста да се направи една поширока, да кажам, фудбалска коалиција, едни луѓе кои во овие 3-4 месеци некаде до март би работеле заеднички на организација на тој бараш натпревар е подобра идеја. Бидејќи Зборуваме да нема класичен селектор, него да бидат тоа повеќе луѓе кои што за баражот конкретно зборуваме. Токму така, значи не е убаво ме подсетуваш, ме брифираш, не е поврзано мислењето или нашиот став конкретно со Гоце Седловски. Поврзано е со поединецот. Или со други зборови, еве да поставиме прашање меѓу нас двајцата и за публиката. Кој луд човек би прифатил да влезе во баражот како еден поединец, да формира негов стручен штаб или не знам, да дојде некоја страна кој не ги познава играчите, како тоа функционира. Гоце Седловски е во друга ситуација и не може да се вклопи, вклучувајќи ги неговите обврски со Вардар и целата таа констелација на односи кога Вардар си ги брка своите приоритети. Затоа не знаеме какви се желбите и замислите на Гоце Седловски, значи не знаеме. Значи ние го кажуваме нашиот став и нашето мислење. Нашиот став е недвосмислен дека Благоја Милевски треба да си оди, дека шанса за пласма на светско првенство се уште имаме и исто така недвосмислено кажуваме дека изборот во еден човек, во еден селектор, особено не странец, зборуваме за македонски тренери, македонски селектори, тоа е нашиот став, дека еден човек во конкретнава ситуација за баражот, што ни престои во март, не е исправна, правилна одлука. Не е добро решение. Имаме ли некој пример за повеќе луѓе собрани на едно место во интерес на една цел? Ајде да кажам во ваква условно кажано или пак вистински кажано кризна состојба. Ова е апсолутно кризна состојба која неминовно ќе бара промени, за да не бидам тавтологичен, да се повторам во широчина и во длабочина, во структурите на ФФМ на сите нивоа, посебно околу членовите на управниот одбор и составот на собранието и делегатите и општинските фудбалски сојузи, се најавува промена на статутот. Сето тоа се одложува за после 31 март, бидејќи ние двајцава како Танев, како продукција сток, мислиме дека се уште шансите постојат и дека можеме да изиграме два бараш надпревари. Во таа констелација, фудбалските имиња на Горан Бандев, Агим Ибраими, Ѓорги Христов, кои се да кажам, блиско до федерацијата, белите тренерски коси на Алексо Мацков, еден тренер со долгогодишно искуство, искуството на Кочо Димитровски, Зоран Стратев отиде во пензија, иако не е далеко од фудбалската федерација, или ако се сеќаваш што зборувавме од Сабајлево, од Утринова, кога бевме двајцава тажни дека 2001 година имало таква ситуација во Југославија. Во Југославија. Чека се во Југославија, да, 2001 пред да се распадне официјално Југославија. Значи многу едноставно се проверува на средствата на алатките за истражување на Google. Излегува селекторска комисија во состав Иван Ќурковиќ, познато фудбалско име голман некогаш на Партизан и југословенска репрезентација, Вуедин Бошков, да не кажувам кој е член на куќата на славните на Италија, и Дејан Савичевиќ. Тоа се случи од 2001 година во рамките на тогашна Југославија, кога има криза и кога се формира таа селекторска комисија, они така ја крстат. Так, се разбирам. И тоа е некоја преломна фаза каде што мислам дека како идеја држи. Реализацијата си е на председателот господинот Насер Омераѓич, на членовите на управниот одбор, против кој имам исклучително негативен став, лично мој, и ќе го
реков ќе го експлоатираме Ама после неколку наврати 31 си март. кажал дека ти се пријатели. Нема пријателството, нема врска со успехот и неуспехот. И со должината на мандатот од Добро, да, 10-15 години. се сложувам, но нема да го изземам тука и апсолутно председателот. Дали мислиш дека има атмосфера во Македонија за формирање на ваква да речем селекторска комисија? Дали може Ајде. да речеме Кочо Демитовски да биде нашиот Иван Чурковиќ? Кога сме веќе кај атмосферата, кај македонците, бидејќи репрезентацијата ниту е на председателот на федерацијата, ниту е на управниот одбор, ниту е на селекторот, ниту е на фудбалерите кои што трчаат долу, малку е и моја, и твоја, малку е и на комшијата, малку е и на сите нас, околу атмосферата и тоа што ние го мислиме после джингот. Атмосфера, што да кажеме, толку многу го експлоатиравме овој збор во сите наши емисии снимени во студио и надвор од студиото, кога е во прашање македонската фудбалска репрезентација. Зборуваме за атмосфера во репрезентацијата која што не убедуваат дека ја има и окей, веруваме меѓу фудбалерите. Зборуваме за атмосфера на трибините, во публиката, на улиците, дома. Мислам и овој пат, Другутов, мислам и ти дека ќе се сложиш, да не речам сигурно сум, дека сега тоа што ни преостанува во периодот до март месец, покрај изборот на тој што ќе или тие што ќе ја водат репрезентацијата во баражот, дека треба особено внимание да се посвети на атмосферата. Нако се само ми се надоврзал на тебе, имавме прилика 5-6, можеби цели 7-8 сати пред почетокот на надпреварот меѓу Австрија и Босна и Херцеговина во Виена, да ги следиме сите телевизиски канали преку интернет врската. Самата нација на Босна и Херцеговина, самиот народ на Босна и Херцеговина, самите луѓе инволвирани во фудбалот и наоколу беа распослани низ цела Виена. Имаше 4-5 новинарски јавувања, имаше влегување на новинарски екипи во домовите за пензионерите, имаше анкети на улиците, имаше прогнозирање на резултатот. На крајот на краевите имаше 27.000 официјално влезени луѓе на стадионот во Виена, како се викаше, го заборавив, Ернест Хапел. со презимето Ич, тоа го кажа самиот Стадионот се репортер вика Ернест Хапел, каде кај го што гледавме, игравме, ние двајцата го гледавме финалето 2008 година на Европското првенство, на истиот тој стадион бевме акредитирани продукција. 27.000 луѓе дојдоа таму. Зошто го кажувам ова? На Македонија сега и треба тоа. На Македонија и треба поправање на сето ова, влегување на нови луѓе, малку позголемено анимирање на шансите за пласма на светското првенство. Промената на селекторот, барем за мене, е завршена. Иако не е решение тоа, да не видам контрадикторен во моите обраќања на социјалните мрежи и во конверзациите со пријателите, дали јавно инбокс или во кафеан или на улица, не е ирелевантно. Конкретното решение не е промената на селектора. Конкретното решение е револуција, рестарт на целиот фудбалска федерација на Македонија и доаѓање на нови луѓе во сите сегменти. Од управниот одбор, од администрацијата, од маркетинг системот, од PR секторот, од секторот на администрација, школовани луѓе и од секторот на маркетинг. Не знам како. Тоа е после 31. Сакам нешто да те прашам во овој момент, што мислиш? Мислиш ли дека без разлика, кога сите мислевме дека Милевски ќе си оди со доаѓањето на новото раководство, тие седнаа на маса и продолжи циклусот на Милевски. Сега мислиш ли дека, баш онака ме интересира кратко, мислиш ли дека Милевски ќе го остават да води? Мислам дека нема да го остават. Ако го остават, мислам дека тоа е значително смалување на шансите за пласма во баражот и паѓање на тонусот, како да сме откажани. Еве само еден пример. Пред нецели 10 на години, Република Ирска ја води Джовани Торпатони. Едно славно тренерско фудбалско име, селектор на Република Ирска. Испаѓа неуспех доживува Република Ирска под водство на овој врвен фудбалски стручњак и на неколку кола пред крајот се прави промена. Ирците со толку длабока традиција, со го пишува извршниот директор Сими со презиме, сега да не го земам телефонот, да не го трошиме времето, излегува
во името на раководството на Федерацијата на Република Ирска и вика, ние одлучивме Ирска да ја водат во продолжение на квалификациите за светското фудбалско првенство Бразил 2014 збориме, Рој Кин и уште еден познат фудбалер ирец. Тандем, 3 кола ја водат они репрезентацијата, после ќе видиме што се случува. Дали репрезентацијата на Шведска не ја водеше селекторски тандем на официјални надпревари? На Европско првенство ја водеше селекторски тандем. Што е проблемот? Убаво каже во првиот дел од емисијата, кој е тој луд што би дошол, зборувам само за овој циклус да ја води репрезентацијата. Значи, потоа нека се бара најдоброто можно решение кој што ќе одлучат оние за кои што се таму на функциите. Потоа нека се бара. Зборуваме само за неколку месеци, за 3 месеци зборуваме, луѓе. Значи, атмосферата мора да се подигне. Извини Другутов. Нека ми прости и Благоја Милевски и нека ми простат сите оние кои што го поддржуваат, има и такви, многу се помалку во јавноста зборувам, но има и такви. Нека ми простат, но Благоја Милевски го отслужи своето со своите скромни изјави, со своето никогаш не кажување одиме да победиме, со ниту една дадена изјава Македонија може да се пласира, Македонија сака да се пласира на светско. Единствено што јас запамтив од Благоја Милевски е славната реченица, сакаме да бидеме конкурентни до крај. Ние останавме конкурентни до крај, се да го истераме крајот на потенцијалниот список на македонски фудбалски имиња, не велам тренерски имиња или менеджерски имиња, има така еден прилично доста голем број и тоа е работа доколку оцена дека ова е некое решение. Значи, овде има една плејада на тренерски имиња кои може со искуството, знаењето, со својот минат труд, со своите бели тренерски коси и со сето што го дале за македонскиот фудбал да помогнат. Не гледам причина зашто Игор Ангеловски Мрме не може да биде вклучен инцидентно во оваа ситуација. Не велам сам, да не се разбереме. Не велам сам да биде вклучен со уште 23 луѓе за кои ќе кажам моје мислење во продолжение, бидејќи ги познава фудбалерите. Дали реално вака, тоа што јас знам да го кажам од тоа што го имам учено во животот како книга е дека во една репрезентација ние не треба да ги учиме фудбалерите како да додадат топката, како да шутнат на голот или ако има пенал како да реализираат. Да ги подготвуваат. Значи доаѓаат фудбалери, треба апсолутно и најважно да се направи изборот. Јас не мислам дека ова беше најдобриот избор на фудбалери во оваа репрезентација која што Милевски ја водеше. Апсолутно е така, заради тоа зборуваме дека е потребна промена. Меѓутоа, мора да се понудат и конкретни решенија. Мислам дека на овој фудбалски народ му требаат конкретни решенија. Не е решение во стилот, ние прво не знаеме што сакаме. Второ, не знаеме како да го направиме тоа. Трето, не си поставуваме рок. Во дигресија пред да се вратам на имињата потенцијални за таа селекторска комисија, условно кажувам селекторска комисија. Дали некој во март, кога продукција скок излезе со став дека кога ако не сега, и ги образложивме шансите и начините како ќе се пласираме до баражот, значи ние знаевме пред раководството, да кажам, на Федерацијата и спортскиот директориум, да не кажам пред Ајем Ибрахим, Ѓорѓе Христов и Горан Пандев или Артем Шакири таму, кои се, дека ние ќе играме бараж. Ние знаевме дека ќе играме бараж. Како први на Лига на. Дали во март излеговме и кажавме сакаме да играме бараж? Ако играме бараж е успех, ако не играме е неуспех? Или да кажеме ако не постигнеме одеме некако зацкриено. Значи, така не се води бизнисот така, не федерација. Така не се води бизнис. Нема да фрламе отровни стрели кон никого во оваа наша вечерашна емисија, но грешки имаат сите, од најдолу до најгоре. Грешките нека се решаваат во продолжение после март. Но ние во март месец треба да истрчаме на теренот и да се соочиме со еден гигант како Турција, со еден гигант како Данска. Значи, ајде Италија и Украина исто така не се помалку. Доаѓаат на 31. Наташа, нас ни треба да одлучиме дали може Ѓоко Каџиевски да биде вклучен инцидентно во оваа работа и да помогне. Дали Никола Илиевски Џиџи е во некоја кондиција во допир со фудбалската федерација и со овие фудбалери да може да го пренесе своето искуство, да подвикне да го крене адреналинот. Каде е Ѓоре Јовановски? Дали може да биде
вклучен. Дали да се остави само на спортскиот директориум на овие имиња кои се инволвирани во федерацијата. Го имаме тамо Борче Христов, фудбалско име со големо тренерско искуство. Не гледам зошто Борче Христов не може да ја прифати таа селекторска позиција заедно со Мрме Ангеловски. Еве зборува. И со уште еден човек, тројца луѓе, и да седнат на клупата и да ја водат Македонија во овие 3-4 места, аналитички, психолошки, со контакти со играчите. Така е, тоа почнав да зборувам. Ниту треба да ги тренираат нешто, ниту не знам што. Треба да го викнат најдоброто што Македонија го има во и надвор од нашите граници. Така е. Треба да добро изанализираат противникот што ќе го дознаеме веќе утре и треба да смислат тактика која што може да биде добра за нас на тој бараш таму, да го излечат максимумот. Овие луѓе Затоа не треба да имаме ние селектор кој што ќе има подготовка, сега ќе трчаат они на не знам која планина. Нити пак дебело да го плаќаме или да се срамеме се уште дека сме неинвентивни и не знаеме да си го решиме проблемот. Така е. Ние ги имаме овие луѓе се тука до нас и сите тие луѓе се стручни на некој начин. Не на некој начин, апсолутно се стручни и компетентни за таа работа, не треба да бегаат. Се сложувам. И уште еден многу важен момент по мене, морам да го кажам веднаш бидејќи доаѓа во контекст на претходно што го зборуваме. Не може да не знае мојот комшија дека Македонија не игра фудбал. Не може да не знае. Значи треба да се знае кога македонската фудбалска репрезентација игра фудбал. А за да се знае кога игра фудбал, треба да има соодветен начин да биде информирана. А за да биде информирана, треба некој да информира. Тој некој, ќе кажам недвосмислено, не работи онака како што треба. Може да работи подобро, ако не знае може да научи, ако не може да научи може да си оди. Не треба да трпи фудбалската репрезентација и фудбалската федерација. Не е ништо срамно, нити ловиме вештерки, нити попуваме. Ако милион мали репрезентации, 3, 4, 5 денови, 7 денови ги најавуваат своите надпревари со спотови, со реклами, со најава за гледачите, со цени на влезниците, ако сето тоа се прави маркетички со подароци фудбал за публиката од славните звезди, ако на Словенија вика денеска на надпреварот ќе дојде тој и тој од поранешните фудбалски репрезентативци да ги поздрави гледачите и да ги награди со 5 фудбали со подписи на сите репрезентативци. Што е проблема нешто такво да се смисли кај нас? Значи да сето тоа влијае на оние што ќе изтрчаат на теренот. Како не влијае? Со една пресконференција од 8 минути ништо не се прави. Испративме за Велс момчињата кои што долу трчаа на теренот. Тоа не е срамота. Тоа не е добро. 8 минути пресконференција не е во ред за атмосферата во репрезентацијата. Значи рековме тоа ќе го оставиме и ќе се решава. Оваа идеја за формирање на еден ваков мини стручен штаб треба добро да се размисли и мислам дека своето мислење треба да го дадат и советниците на претседателот пред се почитуваниот Илија Најдовски, да не речем Агим Ибраими ако се води како советник, и скаутите кои имаат исклучително фудбалски стаж, авторитет и да кажам чиста мисла како што се Алекс Мацков и Кочо Димитровски. Се сложувам, бидејќи репрезентацијата е комплексна работа. Во репрезентацијата Милевски не дошол да биде сам селектор, го назначиле, му дале шанса. Како се даваат шансите, така се земаат шансите, но што имаме ние од тоа ако ние ги пропуштаме нашите шанси и не се наоѓаме на големите надпреварувања? Тоа е. Да завршуваме оваа емисија или сакаш уште нешто да дополниш? Посекуваме успех, среќа на раководството на Фудбалската федерација на Македонија, посекуваме ладни глави, посекуваме разум. Понекогаш не слушајте и нас, можеби и ние грешиме во тие критики и претеруваме. Сега е најважно да се обединиме, да ја избркаме оваа шанса за пласма на светско првенство, да бидеме трпеливи, умни, да го ставиме настрана сето она што не чини и да се обидеме да го поправиме сето ова, да стигнеме сепак до тој мундијал кој многу значи не за фудбалот во Македонија, воопшто за држава Македонија. Тажни се, сите тажни сме и ние бевме многу потажни, да бидеме искрени, после надпреварот против Велс на градскиот стадион. Тогаш бевме потажни од овој пораз против Велс таму кај нив. Но кој не слушаше кога велевме дека
дома требаше да си ја решиме работата. Сега е тоа веќе минато, сега е тоа завршено, како што се надеваме дека ќе биде минато и завршено ова серија од надпревари колку веќе години што ја имаше Благоја Милевски. Да изнајдеме решение за брзо време, но умно решение и да бидеме, да подкренеме малку атмосферата и да бидеме повторно сите заедно сплотени, да веруваме дека сонот се уште трае, сонот за пред баражот и после баражот за светското првенство 2026. Тоа е тоа. Гледајте не во периодот што следува на оваа и слични теми. Ставете лайк, ставете subscribe доколку ви се допаѓаат нашите емисии. Следете не на социјалните мрежи. Се гледаме во некоја друга емисија. До скоро.